Целта на денешниот час е изработка на цртежи со користење на алатките во програмата Paint. Тие цртежи треба да ни дадат пораки поврзани со екологијата. Значи, пораките треба да бидат поврзани со темата екологија, преку чиста околина до здрав живот. Сега ме интересира, Боби, Матеј, дали во моментот можете да се сетите на некоја екологичка порака? Ајде да видиме. Значи, што ќе порачаме, како да ја заштитиме околината и како да допринесеме за поздрава и почиста околина. Ајде. Добро. Ајде, Матеј. Да не врдаме на стенички на секаде отпадаци, луѓето од фабриките да стават филтри за да не излегуваат тие. Така, значи порака, како да постапуваме за почиста и поздрава околина. Ајде, друга порака. Добро. Ајде. Денешка чуваја природата, зашто таа ни е единствена на планетата. Ви се доаѓаат пораките? одлично. Ајде уште една порака да слушнеме. Чуваја природата, бидејќи таа дарува љубов. Одлично. Сега вака, сите овие прекрасни пораки што вие ги искажавте, а имате сигурно, верувам, уште многу други пораки, ќе ги пренесете преку Paint програмата на цртеж. Ајде уште една порака. Тишина. Чуваја природата, зашто и ти си дел од неа. Чуваја природата затоа што си и ти дел од неа. Значи, сега со користење на програмата Paint и алатките, кои алатки ќе ги користите за да направите цртеж, да напишете порака и така натаму? Ајде, кои алатки ќе ги користиме? Како? Иде погласно? Добро, молив, четка, гума, кофата со боја, понатаму, боите, спреот. Добро, ајде сега започнете со вашите пораки и цртежи поврзани со екологијата. Значи, откако ќе ги направиме цртежите, сите заедно, на крај ќе ги поврзаме во една заедничка презентација која понатаму ќе ни ја презентираме на останатите ученици од нашето училиште. Ајде да видиме, започнете со работа. Твојата ликовна творба? Мојата ликовна творба, пораката е да ја зачуваме чистата природа и така што ако ја зачуваме ќе имаме добар живот, чист воздух, добра околина и се најубаво. И ќе бидеме среќни така. Исто така и природата е важна, но исто така не треба ни да бидеме лоши кон животните. Одлично. Антонио, што сакаш ти да порачаш со твојата творба? Се загадува нашата планета Земја, дека немаме резервно планета. Одлично. Така. А Дамјан, еве почнал и тој. Да видиме, Дамјан, што сакаш, односно Филип. Да, Филип. Мојата кој сакам да искажам како што сега имаме убавини, така и да останат. Одлично, да останат и да ги зачуваме убавините. Добро, еве Симона овде да видиме. Симона, која е твојата порака? Мојата порака, значи цветежот ми значи символ на природата и би сакала ова што ја кажем на цветежот да биде за секогаш. Добро, како оди оценувањето, да видиме вие како го оценувате овој цртеж? Зинички и двата цртежа. Добро, ајде, и двата цртежи како ги оценивте? Двата проверуваме дали ги има